И последен во оваа категорија реден број 34 Бован Митревски, шампион. Стомачните никогаш не ги вежбам. Некој кој ќе ме прашувате какви вежби за стомачните, какви сакаш брат, нема врска стомачните со да излезе стомачните, треба нутрицијата да ти биде сведена цакум пакум. Да внимаваш на протеинскиот интек да ти биде над дупло тоа што тежиш. Да речеме ако тежиш 70 кила, да ти биде 140 грама минимум протеином, протеинскиот интек. Кој ќе можеш? Ај стегни се. Само слики сакаш? Едно мало видео. Денеска е сабота, 23, последна недела, предпоследна недела од подготовките и вака по едно влогче мало ќе снимам. Значи, да се спремаш за такмичење е доста исцрпно и нормално ако не го сфатиш тоа како сатисфакција, односно ако го сфатиш како тортура, не е бодибилдинг свето за тебе. Тортура со јадење, со малце глехидрати, со полнење, празнење, маневрирање на водата, телото ти гледаш како ти реагира со 5 кила вода, со... Ме разбираш, такви работи. Последниве 4 недели секој саба или кардио, буквално секој саба или кардио, по сат и пол. Тежински тренинг, тренинзите не ми се многу тешки, со тешко не вежбам, вежбам со нека си полесна средна тежина, за да го напомпам мускул, односно да ми остане и па шо знам, добра е фигурата, не е лоша, пак настапувам материскија скроз и си тоа што го правам од што имам гледам на YouTube видеа, што праше лево, праше десно. Иначе уживам во процесот, се смем и позитивно ја прифаќам овој предизвик. Не се замарам со што знам, јас не фантазирам да победам во класата, него просто кажам че се пријавам во ветерани сакам да победам. Ако има некој подобро спремен од мене, нормално ќе видиме на такмичењето. Иначе позирањето ми е добро. Прв пат пред публика ќе биде така доста интересен челендж за мене. И ако уживам во челенджот, ќе видиме, така. Ве поздравувам. Добре. Со телефонот се снима, ако не е проблем. Битно контент да има. И снимив го снимам видео, денска недела, малце поиќе глехидрати. Нутела, бате. Со нутела. Корнфлекс со протеин, без овезни. А овезни како лежиш, ќе биде уште поубав. Лежиш убаво.
И како сте, другари? Значи, последна недела, бодибилдинг трансформацијата би рекол. Че пуштиме слики лево десно, знаеш. Денеска е понеделник, значи прв ден од бодибилдерската пик уик, што ја вика професионални бодибилдери. Правим мојот позирањето ми е ново нешто, што прв пат ќе излезам така набина да се представа, али нема поубав филинг од телото да ти пикира и ти да го извадиш и да ти го суда, не знам, сакам да ти кажам, викендот ќе биде многу интересен. Бодибилдерски гледано. Значи, на професионален левел, ако се бавиш со бодибилдинг, нормално, секој спорт екстремен ти е ризичен, хазардерски. Битно, стварно многу се трудам по 15 тренинзи неделно, последни, па да не речам, последни в месец и пол, од кај 15 август, и на одмор правев дори по 2 тренинзи. Сакам да ти кажам, тежок е процесот, али доста сатисфакционен. Значи, правим мојот си работиш на себе си, го правам на здрав начин, значи на здрав начин, аматерски би рекол, значи не одам хардкор. Хардкор менталитетот ми е, да. Например за тренинг, за станување, кардија правење, нема секој ебан ден се прави кардио. Значи буквално од 1 септември наваму секој ебан ден, немам рест, немам пауза. Се прави по првото време по 2 тежински тренинзи, сега по 1, веќе јаглехидратите ми се намалени скоро цел месец и не можеш да буваш, знаеш, не можеш да... И што знам, јас мислам дека едно видео е вака, че снимам како увод во неделава да знаете што ќе се случува, Ќе се обидам да снимам поиќе видеоматеријали, знаеш, и тоа бара билетирање, па не знам, знаеш, процедура и тоа, знаеш. А веќе, што знам, силата, понеделник, вторник, вечерна му среда, вторникот ќе се издржува, средата така. И нормално, кога ќе се испразни гликогено од телото, и просто кажано како зомби се чувствуваш, а мораш да сработиш, мораш да извежбаш без јаглехидрати, нема пам. И правиме му ќе би тешка неделава. Голем поздрав до битолчани кој несебично ти дела совети, знаеш, ќе ме види на стори, ќе ми кажи вака, така, коригирај тоа. Свака час за битола. Битола е култура, брат, бодибилдинго и не е веќе табу тема ништо таму, знаеш, сето е додека во прилеп. Полгов протеински шейк, брат. Од овој немам проблем. Внатре сладок, благ пекмес и со блуберис. И многу важно, 50 изолат, 50 комплекс, 50. Значи чистината. Има само 118 калории на 30 грама и има 22,2 грама на се, буквално. Највкусниот протеин што постои. Голема благодарност до Малина суплементи што ми овозможија да стасам понапред во ово преверување. Голема благодарност до спонзорите. Моје пазар ќе се приклучи во спонзорите. Голема благодарност до Благојче, до Баде, што сегде ми се најдува и со точако и со бодибилдингов, еве. Здраво на сите, денеска вторник, втори ден од пик уик што ја викаме, од бодибилдерската недела. Многу интересен филинг, да ти кажам, другар. Се чувствувам прекрасно. Вчера многу малци јаглехидрати, скоро ич. Таква е процедурата. Понекад цигара палиме многу лошо упичко, мајчина. Мале, колку лоши се цигари, веј. Знаеш, како да ти речем, како сам се себе убио, буквално смисла. И јадењето, можам да ти кажам дека јадам секој ден 2 жолчки, 6-7 белки, савајле, протеин пијам после кардио, се нагладно кардио ќе направам и протеин ќе се напијам, кафето, па не знам, по 6-7 кафеина пијам секако, приворкаут не пијам, пошто не ми треба за сегашниот тренинг. Сегашниот тренинг ми е најлесно, поиќе репетиции и кардио. И нормално, кога ќе правиш кардио и кога ќе правиш се и се што и телото ти влегува
се навикнува, знаеш, на вежбите и не ти троши многу калории, односно треба да ги ротираш, да ги менуваш. Затоа јас некош со точако, некош наскали трчам, некош битно сакам да ти кажам веќе машина, знаеш, телото влегува и нема проблем, знаеш, тие тренизите се што маде голо. Чисто трчам сега на трака, пример, 20 минути на орбит, реко, и така, знаеш, и сето тоа, например, телото го знае дека денеска ќе му го прередам и доколку не го изненадиш, со некој шпринт, со нешто, нема бате тоа. Ето потешко ми оди сега реално. И беги со цигари, да не се уште заснима и не сум. Усвари да се каже дека ова е, знае дека и јас сум човек и дека и јас грешам и дека е ова голема грешка. Значи има лезет во цигарата, јас не велам не, напред се кафенце си пиеш, цигарче, знаеш, ама знаеш што му прави на организмот. Јас го сеќавам тоа. И нешто бајреш слайм. И тоа не пушам многу цигари, по 5-6 цигари, 5 кафи на 5 цигари, 7 кафи на 7 цигари, само со кафе до цигара, бро. Евентуално плюс 2, ама сакам да кажам, ми смета, значи на Сабајле кој ќе станам, нема шанси, некој кој ќе рече, мене не ми смета цигарите, мене не ми смета кафе, бе, браво, лалда ти, блазе си ти. Поглупо нешто не може да се каже, ја мислам дека цигарите се тежок порок. И се, например, вака кој ќе затераш и ќе си речеш ќе ги откажеш, топки ќе ги откажеш, треба да се помачиш. Значи, што да се каже мора, најважното нешто е кардиото. Значи кардиото не ти го троши мускуло. Еве јас од 89 кг намалив на 85 со кардио, али остана мускуло, сакам да ти кажам, ослабев ради нутрицијата што ја намалив. А иначе, кардиото ти го забрзува метаболизмот, ти го забрзува градењето на мускул, ти го забрзува ослабувањето, односно топењето на мастите. Значи кардиото мора да се прави. 3 пати неделно кардио ти е доста. Јас правам секој ебан ден кардио, значи буквално секој ебан ден. Од септември може тоа на Страва да се провери или на Garmin Connect. Значи сега одам кардио да правам на Сабајле, фастет кардио, без да јадам, без ништо, 1 сат и нема проблем. И телото ти е кардиото ти го прави телото да бидиш војник, значи Рамбо да бидиш, Рамбо. Без кардио бате никој му ништо. Значи правиме муавет, че градиш мускул, че изгледаш како надујано, како да ти речем, не знам, неубаво. Значи чист мускул се гради само со кардио, правите кардио. Многу битно да знаете дека е кардио. Многу битно. Гледање, позирање и после тренинг, оброк. Малце грашаче, колку малце гликидрати да ме наполна и тоа е бат. So, actually what you can do is head to the TulaCast on Apple or Spotify or whatever, and we did our first podcast here with Jack Driscoll. Трет ден без еглехидрати, многу малце, 3-4 еглехидрати само од грашакот денеска и многу пилешко и многу риба и многу телешко. Уживам во процес, али мачен ден денеска искрено, од вај кардиото го направи Сабајле, 1000 калории и сат и 20 на минути, многу се потроши. И тоа е, брат, шо е тоа, значи мора да се... Телешко, со мешавини и многу печетки. Постренинг, јадење. И друеш, среда, стреично. Ево мека да сега среда сме денеска. Малце еглехидрати, 20 на еглехидрати во текот на денот и многу тешко, опичко мајчино вистински. Значи, на вистина тешко. Али многу интересен процес, друга. Си учиш со телото како ти реагира на еглехидрати, како ти реагира на масти, како ти реагира на протеини. Знаеш, некош кој ќе не јадиш нешто поиќе време и кој ќе го сетиш по некој си, не знам, 30 на дена и друг филинг одма, знаеш. Многу интересен филинг.
ова е формата во среда вечерта. Значи сега сум без јаглехидрати, не можам памет да направам. Денеска многу тежок тренинг, гледајле колку тежок. Знаеш, правам полнене, празнене скоро секоја недела, последниот 4 недели. И тешко, знаеш, затоа со полесно. И пусто со тежи, не може да се повредиш се на крајот, преднад предуше, тоа ми е кусо, така. А едно мало позирање и да си легнам, очи ми мижа, 12 сата. Можеме да се вака. Чеј. И како сте, друштво? Баре каква фризура, друар. Димитар Димарко. Димитар Димарко. Голем поздрав до беберите Димарко. Во втората епизода од денешната недела ќе се објасни за нив. Свака час, брат, стошти, во вонредно време ми заврши работа човек, али фризурче ми прајање, друар. Значи вака сега, денеска е четврток. Последен ден кардио, мислам дека ќе ми биде денеска. И денеска сум скроз, знаеш, шредет. Дури мислам дека сум понапред од тоа што го замислував, знаеш. И така, со тој мајндсет одам. А иначе, брат, и ја мислам дека ќе има две видеа. Едно видео со подготовките, цела недела е вака муабет ја рабалала. И спремајне на вечер, мислам дека позирав, скоро секоја вечер. И ај се едно позирање ќе направиме са бајле. Сега сум испразнет, не можам телово да го флексирам. Али формата е таја, бате. Сега. Од денеска, од 7 сато вечерта, ќе подкаст на малци јаглехидрати и смете утре други ден, полнејне, без многу вода. Со водата ќе биде проблем, али ќе видиме, че видиме. Знаеш, не треба многу стегање, бодибилдинг не е ова, мен физик било, знаеш, како бикини, како... Не е битно. Битно тоа ќе ми биде позирањето. Уште еднаш да повежбаме, ако беше. И така, другар ти викам, четврток, завршивме. Денеска направивме карблоуд, така почнав со малце. Па отприлика на 350 јаглехидрати. Утре ќе внесам сигурно многу поиќе. И ајде да видиме позирање и да си легнам, оти многу ми вака. Утре са бајле посвежи. Здраво, здраво на сите. Денеска петок и почнува викендот. Најинтересниот дел во оваа година за мене. Значи, може да ти кажам. Денеска е ден за јаглехидрати. Значи, јаглехидрати да пикаме. Не ни треба многу протеин. И пи си тутун, пи си каве, азото само ќе дојде. Никоја што нема се случи. Може ни тогаш. Да сумираме неделава. Значи, ова видео ќе биде до петок. Припремите се овие, знаеш, со спремање на вечер позирање, на сабајле позирање. Чист сум, отприлика, по моје 7-8% масноти. По моје е тоа, знаеш. Ја мислам дека одлична фигура, одличен пакет, аматерски. Со тоа што гледам на YouTube клипчина,
гледам, експериментирам цел месец со телово како ми реагира на въглехидрати, како ми реагира на масти, на протеини, на сето. И од прилика гледам, јас знаеш колку тоа немам школи, јас кизне каква, ама пак ти кажувам, сите работи ги имам искусено, више и кажувам. И можам да ти кажам дека многу интересен процес е да си го видиш телото кај што пикира, па макар и за кратко. Денеска е висок ден со многу јаглехидрати. Јаглехидрати, банана, овезни, лепче кастам денеска. Нема да ќе одам на клин, на клин исхрана, без многу шејкер и евентуално ако не се наполнам, се сејчева тоа, знаеш, кога ќе го правиш процесот, односно ако си во фаза бодибилдер да станеш, ќе ги знаеш овие работи нормално и полнење празнење. Значи сега сум прв ден, да речем официјално, над 300 јаглехидрати, 400-500. Че внесам, зависи телото како ми реагира. Знаеш како е тоа? Полнење празнење, кој ќе си празен, кој ќе го стегнеш мускуло, мек си, знаеш? И кој ќе се полниш со јаглехидрати, го полниш гликогенот во телото и мускулот треба да биде цврст. И се нормално, кој ќе е цврст мускул, значи полно сум. Значи добро. Барем јас така асоцирам. Кафенце да се напијаме, да се најадиме први оброк, сега е 9,5 сата. Втори оброк ќе биде во 11, јајца ќе јадам, 5-6 цели јајца со 3-4 лепчина. Со водата, многу битен фактор е водата. Во сабота, пред такмичењето, ќе испијам 2 кила течност за да ми се свари, за да ми ја свари организмот храната. Значи 2 кила течност доста ми се во сабота. И во неделата ќе каснам нешто многу солено, за набина, за да можам памп за сите тие работи. Тренинзите последниве 2 недели ми се интелигентно вежбам, знаеш, секогаш интелигентно вежбам. Односно, последниот месец, последниве 4 недели би рекол септември, не сум ги зел 40-ките ниту еднаш. Работам со 25 кила еднорачни, работам со 70 кила бенч, работам со еднорачни, да речеме, за lateral flies, овие со 7,5 со 10 максимум, значи правам само памп, односно да го одржам мускулатурата ми е тука и нема проблем. Знаеш како другар? Кога ќе јадиш хранава, и се нешто што ти е вкусно, и кога ќе го јадиш после долго време го немаш каснато, да речеме банана или овезни, 2 пати во неделата јадам. 4-5, пример. И кога ќе ги каснеш, многу убаво. Ова ти е празник на душа. Многу сладко ќе се најадам денеска. И голем поздрав до Мики Николовски, што е еден вид спонзор. Јуче ме слиза, ќе ми направи фотосесија другарот. Нормално, како ако не ти направи фотосесија некој сликар. И доколку си со добра физика, знаеш, телото да ти е со стомачни и оцртани мускули, треба една фотосесија да направиш. Јас со ломнани мислам дека Мики ми правеше, добар е Мики многу. И ме опрема страшно. И денеска ќе ми прави. И дока 7 сата ќе се наполнам јас. Јаглехидрати. Денеска не треба да правам тренинг, не треба воопшто да отрошам гликогена. Малце само стомачни ќе чепнам. Стомачните никогаш не ги вежбам. И тоа е многу битно. Значи воопшто не вежбам стомачни. И некој кој ќе ме прашувате какви вежби за стомачните, какви сакаш брат, нема врска стомачните со да излезе стомачните, треба нутрицијата да ти биде сведена цакум пакум. Значи правим муаве треба да трошиш под 500 калории и да ти се потрошат мастите, да внимаваш на протеинскиот интек да ти биде над дупло тоа што тежиш. Да речеме ако тежиш 70 кила, да ти биде 140 грама минимум протеинскиот интек,
Јаглехидратите ти се и тие многу битни, али се на се треба да се имава и на нив, значи да не биде премногу голема цифра, да не биде. И што за мене кој нешто да ми текни, да кажам вака пичкам, да објаснам. Да, ќе ни текне. И ова е голем поздрав до сите мои хейтери. Вие ме мотивирате, значи вие ми све главната мотивирачка снага за јас да излезам уште поубав од тоа што сум. Вие хейтери све тоа што сакате да бидите е она што например го хейтате. Тоа сигурно дека е така и човек што хейта само хейта, тој не може да пофали никој. А иначе всушност че слика 10 јајца, че слика 2 броколи неделно и мисли дека еден оброк го прави бодибилдер, знаеш. И зема сите стероиди на светот, че ги земи и на ништо не личи. Личи на жаба подујана. Мускули, не знам ова, ни фаца, ни ништо и не брат, треба да го поштуваш никој што сака нешто да направи, односно го има нешто направено и да појдиш да правиш муабет со него, знаеш, да ти кажи како да изгледаш и ти убаво, така. Знаеш, се грижиш другите што пра. Не брат, сабајде че си станеш од спијајде, че се видиш во огледало, че видиш колкав селјак си. И тука поработи на случај, на тој случај поработи. Остави мене, знаеш, остави ние што сакаме нешто да направиме. Те поздравувам љубезно. Го поздравувам и Пајлјо. И во теретаната кај мене има доста здрави вежбачи, правиме муавет вежбач што не внимава на исхрана, али вежба корни и има сила и нормално, ако си дебел, пример, може да биш дебел, ти пак продолжи да јадеш, нема проблем. Ама не само убавно че се почувствуваш од теретаната, убата енергија, сето тоа што ги имам кажувано претходно, ами че се зацврстиш и че бидиш дебел, ама цврст че бидиш, знаеш. Че бидеш флексибилен, има вежби за тегнење, има вежби за флексибилност, за мобилити на телото и слично. И ја поздравам теретаната моја најмногу. Голем поздрав до Леонид Стојановски, тој ми е фан и со байкинго, и со бодибилдинго, и со се. И да не изумам некој, голем поздрав до Далибор Димовски и до Николче. Николче е хардкор вежбач и изгледа одлично, има стомачни, има мускулатурата на сите страни му е оцртана, натурално, никогаш нема земено нити карнитини, нити протеина кој евентуално зема, креатина кој евентуално зема, значи тие работи не знам дали ги зема и голем поздрав до вас двајцата брајча, стварно јаки брајча све вие. И значи најголем поздрав до Марко Митрески и до неговата компанија, до Петар, до не знам и неговите другари, значи. Голем поздрав и до атлетичарите, брајчата Јаки и Џуле Фрлачи, Лука и Матеј, со тоа што од 1 октомври официјално почнувам со држење на тренинзи долу во теретаната. Имам веќе дечина што ги тренирам, али од 1 октомври ќе се заангажирам и стриктно на тоа че навлезам, како што сега со бодибилдинг сум навлезен, да речам, за најубаво изгледаме, тогаш ќе се фокусирам на децата да му се покаже за супер цена. Значи правиме муавет екстра цена од 1 октомври во Фитнес Шампион. И ќе се види програмата, значи програмата ќе биде ефтино, ептен ќе биде. Ако се двајца, ќе биде 3000 денари за двајцата. Значи правиме муавет 3 тренинзи неделно, 3000 денари, по 1500 денари од човек ќе ви дојде и ќе ви кажам и за нутриција, и за бодибилдинг, за се што ви треба ќе бидам тука. И слично. Ако евентуално немаш другарче, ако си сам, ќе биде цената 2000 денари. Значи комплет со се теретана. 1500 денари ако све двајца, односно 3000 денари за двајцата или 2000 денари ако си сам и ако немаш другарче, да ти покажам јас 3 тренинзи во текот на неделата, односно понеделник, среда и петок пример, и нормално вторник, четврток, сабота или недела, значи тие 4 дена, 2 кардија мораш да направиш. И ќе се снима нешто, ќе се прави влогерство со тоа. Од 1 октомври очекувајте такви влогчина со децата, со учење, со знаеш како да направиш бенч, како да направиш. Знаеш, сакам децата да ги научам и знаеш кој ќе рече некој кој ќе си почетник, треба да почнеш еднорачни, треба да почнеш бенч, треба не. Тоа јас не го практикувам, значи со почетниците ги терам да вежба на справите. Значи справата ти е едно движење.
И тука се местиш, се позиционираш, не можеш да се повредиш, можеш да го изолираш доволно мускуло за да го сетиш, пам да му направиш и слично. Значи, голем поздрав до сите вежбачи, шо вежбака и мене и шо, пример, од 1. октомври ќе дам екстра услови за да се зголеми бројката нормално. И, знаеш како, сакам да оставам позитивен трак во ова скапано општество. Многу тешко тоа се прави, али стварно се трудам од срце, знаеш, од срце ги правам сите работи што ги правам, од срце. Се што правам од срце правам. И уште нешто, ако е во бодибилдинг каналов, в недела има трка на топташ, на таа трка имам учествувано 3 пати, имам земено 3 медали, 2 пати второ, еднаш четврто, и може да се тркам и на таа трка. Односно, се што правам, кој што кажав, со љубов правам. Ако се пуштам еднаш 2 пати и се плашам, нема да се тркам. Ако се пуштам еднаш 2 пати и ми е фан, ми е забавно, ќе се тркам за недела. И така, има иначе во четврток бодибилдинг надпревар, првенство државно, и можно е да не излезам на тоа државно првенство. Ако не излезам, сметај за април ќе се спремам хардкор мафакена саган и ќе излезам за да бидам барем во топ 3 overall, топ 5 overall, не е битно, битно да бидам, меѓутоа сакам да излезам на државното, да бидам спремен. И сега на Пајло Класик ќе се види дали сум спремен. Ако сум спремен, може да се така више во четврток, никому ништо, знаеш. А иначе, мене желбата ми е да се тркам на трката, затоа што бајкер сум во душата, а иначе во април месец имам време, до април да се наполнам убо. Сега, например, чистката што булко што ќе го правам ќе биде clean bulk, нема да биде како лани, например, многу благо јаде во оно и се поправив многу 90-91 кг, ги изгубив малце стомачните, али правим мојата годинава, нема тоа да се случи, ќе одам до 83-4 кг, 85 максимум ако кренам, и кој ќе се намалам пак 82-3 да бидам, али во април месец да имам пакет многу поголем да бидам, знаеш, подобар мускул, позрел и сите тоа. Ете така. Тоа е рутината, маре. Така си седам и си одмарам денеска, знаеш. Петок, кој што кажавме, да кажаме на случка, многу смешна, што, не знам, 87% од луѓето ќе се пронајдите. Се сретнувам со Ладе, кај матра кој што работи, не е битно детево, и влегував в теретана, шопреш како си ма рекол, каф си се направил ваму таму. И јас вежбав на времето, знаеш, многу сакам да вежбам, ама немам време ми. Добро му викам, ако се ми текнува 7 сат. Се ми викам кај чавиш, чом вели кафе ќе пием. Иди другиот кафеџија, другар му. И колку време кафето ќе го пијате? Сигурно нема 20 минути, така? И овој ме свати и му вика 2 сати нормално, цигарче, мигарче, 5 цигари ќе направи. Кафенцето со водата, штракнати 1-2 сати време имаш, му викам за на кафе. Како немаш време за теретана да дојдеш? И нормално, сите што немате време, ве канам да си најдите време. Тоа е време за вас, лично и персонално. И јас те уверувам дека ако почнеш да одиш теретана и правиш активности, нема да бидеш укрутен, нема да бидеш уморен. Знаеш, некој размислува дека ако иди в теретана ќе се умори многу. Многу, натутун ќе го тераш балината да ја врзува или не знам, тутуно да го, значи не брат, ќе дојдиш, ќе зајакнеш и ќе се јачаш. Значи, цело време константно ќе ти расте силата. Ако си пример, да речеме, јас почнав бодибилдинг на 34-5 години. Ако си пример, да речеме, повозрасен, и 40 нека биде, а твоето тело никогаш во живото немало средба, да речем, со бодибилдинг, со такви вежби, јас те уверувам
дека за првите 5-6 месеци ќе сетиш ти страшен бенефит, затоа што ќе ти се покачи силата, ќе ти се покачи мускулатурата, знаеш, физички изглед зависи од многу работи. Правиме телото, значи нутриција се треба да ти биде погодена, ама сакам да ти кажам силата. Значи силен ќе бидеш и нема да бидеш мрзелив, знаеш, нема да те мрзи, да ги правиш работите што треба да ги правиш во текот на денот, ќе ги правиш со кеф, со мерак, со позитивна енергија, знаеш, позитивната енергија така се буди, брат. Значи те молам, немој глупости да тресиш. Немам време. Немаш време за да изгледаш најубаве. Немојте.